Добар ден, почитувани медиуми. Денеска го свикавме овој прес по повод возобновувањето на Интернационалниот детски фестивал Калинка. Фестивалот оваа година ќе се одржи во просториите на Дом на култура Македонија во Гевгелија или Народниот театар. По тој повод ги поканувам градоначалникот на општина Гевгелија Андон Сарамандов, кој е ексклузивен покровител на фестивалот, и Александар Стојанов, уметнички директор на фестивалот, да ви се обратат. Благодарам, директорке. Почитувани сограѓани, почитувани медиуми, почитувани присутни, во изминатиот период, заедно со моите соработници и со вработените во општина Гевгелија, напорно работевме на секое поле и будно ги следевме барањата на граѓаните на општина Гевгелија. Во таа насока, денес сме овде заради еден нов почеток на детскиот музички фестивал Калинка, заради преродба на една традиција која долги години беше згасната. Детскиот музички фестивал Калинка се роди пред точно 31 година во далечната 1992 и низ годините испиша музичка историја и прерасна во познат гевгелиски бренд. И јас пораснав со песните од Калинка, фестивал кој имаше магија и ги собираше сите деца. Во оваа прилика сакам да упатам огромна благодарност до поранешната директорка на детскиот фестивал Калинка, госпоѓа Нада Ристова, и до сите ентузијасти кои ја создадаа Калинка и низ годините со љубов напорно работеа за овој детски музички фестивал. Ми представува чест денес од тука и на мое огромно задоволство и на задоволство на сите граѓани на општина Гевгелија да го најавам детскиот музички фестивал Калинка, кој годинава ќе се одржи во Народниот театар во Гевгелија. Како градоначалник на општина Гевгелија ќе ги превземам, ќе ги подржам сите активности за организација на овој прекрасен настан. Гевгелија и Калинка имаат богата традиција која во минатото остави длабок белег и на домашен и на меѓународен план. И наша обврска е да ја негуваме оваа традиција. И на крајот сакам на директорот на фестивалот, господин Александар Стојанов, и на сите кои што ќе бидат вклучени во организацијата да остварат огромен успех. И верувам дека гевгеличани ќе уживаат и повторно ќе бидат горди на својот гевгелиски бренд, детскиот музички фестивал Калинка. Градоначалниче, благодарам. Директорке, благодарам на обоите зборови. Значи, еве јас да не скокнам да ви поздравам сите присутни, дами и господа, почитувани медиуми, почитуван градоначалници, представници од локалната самоуправа, останати присутни. Значи, оваа година, благодарение на градоначалникот на општина Гевгелија, добивме можност да го возобновиме повторно Интернационалниот детски музички фестивал Калинка 2023 година. Пред да ви ги представам активностите кои ќе се одвиваат во овие неколку наредни месеци, би сакал да истакнам дека оваа година учество во фестивалот ќе земат голем број учесници од 4 до 12 години. Веќе има најавено повеќе од 100 на 120 деца, што за солисти, што за учесници во хорот. И најважно ми е тоа да спомнам дека без разлика, значи децата ќе се бираат без разлика на нивниот социјален статус, етничка и верска припадност и националност посебно. Што се однесува до финансискиот буџет, уште еднаш благодарност до градоначалникот. Буџетот е наменет за фестивалот и ги задоволува сите потреби согласно буџетскиот план. Што ќе излегува вон програмските активности, веќе сме во преговори со некои сериозни компании, јас нема да ви ги спомнам, за да не испадне реклама, ама кога ќе се склучат договорите, ќе бидете дополнително известени. Сега би се задржал на програмскиот дел, а потоа ви стојам на располагање доколку имате некои прашања.
Значи, утре почнуваме, уште денес, односно уште денес, се извинувам, почнуваме со аудиција за децата од 3 до 12 години, значи солисти и учесници во хорот. Аудицијата ќе се одржи на 1 и на 2, значи денес и утре, во Народниот театар од 18 часот. Веќе следниот ден, односно на 4 во сабота, на сцена стапува детското музичко студио, односно танцово студио Калинка. Значи посебно ќе бидат тие деца, можеби малку повозрастни, што ќе бидат дел од Интернационалниот детски фестивал и ќе учествуваат со кореографии за секоја песна. Значи аудицијата за танцовото студио Калинка е во сабота во 12 часот, исто во Народниот театар во Гевгелија. За да не должам многу, распишување на конкурс за нови детски песни и текстови, избор на пристигнатите композиции, организирање на проба со хористите. Значи, овие 2-3 месеци имаме доста активности, доста работа и се надеваме дека ќе го сработиме фестивалот онака како што му доликува, како што нам ни го оставиле нашите ментори. Најважно е да спомниме дека главните вечери се на 19 мај, на 20 мај и на 21 мај се предвидува организирање завршна забава со почеток во 12 часот во центарот на градот, на кој ќе бидат поканети сите граѓани на општина Гевгелија, учесници на фестивалот, помагатели, нивните родители и така натаму. Значи, уште еднаш повторувам, гала вечерта или главната вечер со снимање македонска телевизија, веќе сме во тоа заборавив да го спомнам, веќе сме во преговори со македонска телевизија, ќе се снимат, претпоставувам, 2 представи, за да биде подобар квалитет и подобро тоа сето изрежирано. На 20 во сабота и во недела завршна забава во 12 часот на градскиот плоштад во општина Гевгелија. Уште еднаш упатувам благодарност до општината, градоначалникот. Значи, ова е нешто ново. Интернационалниот детски фестивал се враќа во вистинско светло од пред 15 години. Сега ви стојам на располагање за било какви прашања до градоначалникот, до директорката и така натаму. Ви благодарам. Повелете. Прво, градоначалнице, честитки за возобновувањето на фестивалот. Традициите се она што треба да се почитуваат. Мене ми е како новина многу жал што еве 7 години тој овој фестивал го нема, меѓутоа еве вие смогнавте сили да повторно го возобновивте една традиција која што требаше да продолжи и лани да славиме 30 години од фестивалот, повторно оживува. Вие одделивте, мисля, че ни 500.000 денари за фестивалот. Верувам дека во текот на организацијата, доколку се појават некои работи кои што зависат од вас и вие ќе се вклучите во сето тоа. Што значи ова за Гевгелија? Кажавте на почетокот, меѓутоа јас ќе ве прашала што ќе значи тоа и за промовирање на Гевгелија како повторно како еден музички детски центар во Македонија. И во кампањата за локалните избори и во мојата програма, значи најавив дека традициите треба да ги негуваме и токму таа причина овој детски фестивал решив да го возобновиме. Но за да го оствариме тоа и сите традиции да ги вратиме, треба да има и ентузијасти. Значи во овој случај има луѓе ентузијасти кои се нафатија да го организираат овој фестивал. Нашата цел е да уживаат нашите сограѓани, но и цела Македонија да слушне дека во Гевгелија повторно се враќа детскиот музички фестивал како што беше тоа во 90-тите. И јас ќе го прашам сега уметничкиот директор, кога се објави веста дека ќе се возобнови фестивалот, мисля, че на една од социјалните мрежи се јави
еден од бившите организатори на фестивалот, композиторот Томислав Таневски. Да, и овие един од организаторите, да. Да, на првиот фестивал, кој што напиша многу убаво, дека во 95-та година овој фестивал бил мала Евровизија. Има Така. учесници од повеќе земји. Од Малта, од Грузија, од сега. Значи, уште една можност, како што кажа градоначалникот, за промоција на Гевгелија како туристички бренд преку детската музика. Меѓутоа, вас би прашал дали се размислува да се воведе некоја специјална награда која ќе го носи името на еден од организаторите на тој фестивал, Ѓорги Цукласи, кој за жал е веќе почина. Значи, ние растевме со фестивалот, нашето детство, како што каже и градоначалникот, ние сме тука негде генерацијски, мило ми е. Растевме со фестивал, правевме песни за фестивал, еве сега дојде време повторно и да го реализираме фестивалот. Најмалку што можеме е да заблагодариме на нашите ментори. Тоа се Ѓорги Цуклев, што за жал не е веќе меѓу нас, и Нада Ристов. Секако дека овој фестивал 2023 ќе биде посветен нему. Значи фестивалот, интернационалниот детски фестивал Калинка 2023 е посветен на Ѓорги Цуклев. Ќе му биде доделена специјална награда за трајни вредности во форма на статуетка Калинка, што се надевам дека ќе се согласите, ќе ја изработи некој од нашите гевгелиски уметници. Тука мора да спомнам уште еднаш, со градоначалникот и со директорката имаме разбирање. Значи, учесници, соработници и други помагатели на фестивалот гледаме да бидат пред се од Гевгелија. Значи, ние си го сакаме нашиот град, не оти не ги сакаме и другите градови. Имаме најавено учесници од сегде. Ама пред се сакаме учесници, помагатели и ангажирани да бидат од општина Гевгелија. Градоначалникот и јас кажа пред малце 500.000 оддели, дали учествувавте со апликација на конкурсот на Министерството за култура? Секако учествувавме и не знам зошто не сме препознаени. Јас пред неколку дена смогнав храброст и лично се видов со Министерката за култура и прашав просто зошто? Калинка е, самото по себе Калинка е име и презиме. Калинка е бренд. Немаме доволно средства, ребаланс на буџетот, веќе слушнати теории, што се надевам дека до година ќе конкурираме повторно и се надевам дека следната година членовите на комисијата, што не ми се сега посебно драги, ќе препознаат било какво значење, оти Калинка има големо значење за нашата општина, како и за нашата држава и пошироко. Да не заборавиме дека имаме најавено учесници од Турција, од Србија, од Сежана, Словенија, од Бугарија, од Грција. Се јавуваат дечиња од Радовиш, од Струмица, Неготино, Скопје 2 деца. Значи ние сме веќе малте не државен, интернационален детски фестивал. Како е со композиторите, се јавуваат? Значи имаме испраќаат песни сега, тоа е дел од програмските активности. Значи ние сите не можеме да ги примеме, но се надеваме дека наредната година и следните 50 години што ќе организираме, нели градоначалник? Да. Оти планираме најмалку следните 50 години ќе ги вклучиме сите. Ние не можеме сега 20 заборев да спомнам дека имаме 20 солисти и околу 100 членови на хора, што ќе делуваат наизменично. Значи не можеме на сите песни и понуди од текстови да одговори. Се направи селекција, веројатно. Сигурно. До директорката на домот, правење на фестивал е навистина захтевна работа. Колку Домот на култура и Народниот театар се подготвени да го носат на плеки тој товар? Се надевам Во смисла на технички услови на... Се надевам дека ќе успееме да го направиме тоа најдобро што можеме, без да изневериме публиката и најпрво себе си. Се надевам дека ќе биде се веројатно. Ќе го видиме впрочем резултатот на крај.
Мисля, че ни дека горе-долу одговоривме на се, останува да дочекаме аудицијата која што ќе биде Да, веќе денес и утре, така? повелете. Владина ќе биде или Па заради зависи- големиот интерес моравме да ја направиме 2 дена, зашто на вистина има голем интерес. ќе успеете на дадена сите да ги Се надеваме, ако не, тогаш и петок ќе мора директорката да ни даде да го термин, одлучи. Да. да ни даде. А кој е, да спомнеме, кој е во тој управен одбор кој што го возобновува овој Значи, тука е, ќе го спомнам по четврти пат, градоначалникот на општина Гевгелија како носител на идејата и на се друго. Во управниот одбор членуваме јас, директорката на Народниот театар, поранешната директорка на фестивалот, представник од општина Гевгелија и представник од музичкото училиште. Сега тоа е најважното и сите функционираме како тим. Сам јас не можам ништо да направам. Исто и директорката не може само да направи. Значи најважно е да функционираме како тим. Според реакциите до сега очекувате голем број на деца да се пријават на аудицијата? Енормно. Значи до сега има пријавено неколку на групата што е создадена на социјалните мрежи, има пријавено негде околу 120 деца. Мене ќе ми биде навистина жал ако ќе смогнеме сили за да најдеме ангажман за сите деца, што во играчкиот дел, што во солисти, што во хорот. Добро, толку е благодарен на Така, фала на вас. и посакувам фестивалот да помине во убава атмосфера и Гевгелија се представи во најдобро светло, како што и досега се Ќе биде, представува сите дани настани кои што се организираат од општина Гевгелија. Благодарам. Барем и вам.